ги направивме сите адети, се испоздравивме, време е јас да тргнам. Не можам поќе да го чекам. Седи, ке чекаш, не може. Ке се разминете попат. Ти на една страна, тој на друга, и што сте направили? Ништо. А и да ти кажам, право мило ми е што се забави. Да имам време, синко, да те помолам уште еднаш, да не радиш, да останеш. И јас сакам да те помолам да не одиш до Макина. Како е така е, ќе тргаме сиромашти, ама поарно е да си бидеш дома. Поарно е да си бидеш дома. И срамота е, синко. Срамота е да одиш по бел свет да слугуваш. Што дојде? Оддај богати луѓе во местовот. Татко ти Сермија, што Сермија остави, за 2 куќи остави. И што дочекавме туку? Абе тој остаја, ама не знал на кого остава. Јас се што фатив запустив. Сега рете јас да земам да поработам. Оти вака поеќе јас не можам да ве гледам. Не можам да ве гледам за корка леп тука да страдате. Јас ќе земам и ќе работам, а вие со парите што останат ќе си живеете. Ќе си земам очите в раце, патот пред мене и ќе си барам чај. Дојде кираџијата, Павле, оди отвори му на човек. Добар ден, чичко Павле. Ајде, влези, погледай. Добар ден, не сум за влегување, време е да одиме, хајде. Ајде, влези, Павле, влези. Добар ден, хајде. Хајде. Влези. Седни. Не може така да одите од врата, ајде. Сакам да ти кажам некои работи, нешто да ти... Ајде, доста ќе ми кажеш. Ги знам јас тие работи. Чунки мене прв пат ми е да водам некоја џамија по светот. Мене тоа ми е работата. Сум водел јас џамии. Знам што ќе речеш. Да внимавам каде да го главам на работа, како да работи, како да внимава на себе, парите да не ги арчи, да не оди помеани, да не пие, да не тоа Тоа сакам да ти го кажам, тоа. Лели ти реков дека знам, оти бадиела да си ги абиш думите, реков оти знам. Ама... Тоа што сакав јас да ти го кажам, ти не го спомна, чичко Павле. Тоа ти ќе му го кажеш на момчето. Му го кажав, ама и тебе сакав да ти кажам. Нема што мене да ми кажуваш. Ако има тој ум, ќе го клај тоа во умо и ќе внимаваш што да прави. Ајде сега. Кафето, ракиичка? Какво кафе, каква ракиичка? Ајде да одиме. Не можам поќе да ги слушам. 3 дена истото ми го зборува. Ајде да одиме, вие двете да не испратите. Да испратиме, ами како? Побратиме, кај си сега да го видиш ова. Ајде да не чекаат, ајде. Ја гледаш онаа куќа там, она уба. Таму сум те главил на работа. Богата куќа салам.
Чорбаджија салам, добар, богат, парајлија. Таму ќе работиш. Убава куќа, голема. И нашата беше таква. Ајде сега. Ајде да одиме. Ова е портата. Сакаш да дојдам и јас или сам ќе влезеш? Како сакаш, Чичко Павле, јас и сам можам. Јарно, Лели е така, ај ти влези сам, сетне си ја знаеш работата. Слушај, за пари јас не сум се пазарел. Тоа си е твоја работа. Така. Па, многу ти благодарам за ова што го направи, Чичко Павле. Добро, ај сега ти оди, а сетне пред да си одам дома, јас ќе поминам да те видам. Ајде. Знам зошто си ме викнала и да не ме викнеше ќе дојдев сам. Знам дека знаеш. Татко си и ти, родител си, знаеш како ми е. Ама мора вака да направам, да те викнам, се плашав да не отидеш, а еве цела година време помина, ни глас од Никодима, ни глас. Не знаеме жив ли е, здрав ли е. И да не се жалиме, Павле, ама во нашава куќа и гладија веќе дојде. Нема, го испотрошивме и тоа последното што остана кога тргна Никодим, а еве ни паричка да испрати. Ништо не знае. Ние и по други праќавме пораки, ама никој не можел да го најде, никој, Чичко Павле. А ти знаеш каде и во која куќе, лесно ќе го најдеш. Ако е жив и здрав, ќе го најдам. Ама сега, што ќе направи, дали ќе прати, дали ќе даде, јас не знам. Вие поарно го знаете од мене дека си е малце... Го знаеме, ама пак да види што е, како е, барем па да знаеме дали е жив и здрав, па сега... Дали е арен човекот. Добро. Ајде, вие не берете гајле, чекајте, јас сигурно ќе се вратам и ќе кажам, ќе донесам абер. Убаво вака да правиш. Ај каж говори, ни се јавуваш, ни абер праќаш. Али ли ти дојде тука да спечелиш нешто, да пратиш? За мајка ти, жена ти да имаат што да јадат? Веќе почнаа и да гладуваат, а од тебе ни глас, ни абер, а камо ли некоја паричка да пратиш?
Па сега Чичко Павле види, јас за пари со Стопанот ми ништо не сум зборувал. Не знам колку сум спечелил. Ако сакаш да одам да го прашам. Чекај ме, како за пари не си се пазарил? Не. О, сега гледам ти зошто ја загуби и у бабата куќа и имото цело татко ти. Јас цело време си мислев, оти късметот не ти работи. А тебе умот, те мислев дека си малце, ти си бил лептен, бе. Ајде, не се. Ајде, тркни дока и Стопанот твој, види што ќе ти даде, нека ти даде, ама до вечер да го донесеш тоа ти, ќе одам да го однесам на мајка ти. Ајде. Добро. Ајде. Мјанчи бе! Ела мамуде? Кажи, па бе. Ајде бе, шо му бе сторивме, детето си отиде. Со кој дете бе? Добро, ајде, сега, слушај, донеси бе едно чоканче ракија. Од та твојата? Од мојата да е? Така де? Жолтата? Не бе, белата. Белата. Добро, Ајде, донеси. И велиш ти бараат пари од дома, Ајде, седи да ја свршиме работата, ти многу гости ме чека, седи. И колку да ти дадам? Не сакаш сите овие или помалку? Кажувај сега, овие или овие? Ти, чорбаджи, знаеш, јас со тебе за пари ништо не сум се договорал. Затоа наредно ќе биде ти да кажеш како треба и шо треба. Убаво те прашав, ги сакаш овие сите или овие помалку? Чорбаджи, овие што се многу, се цело богатство. Овие не се мои. Јас сум сиромав, та затоа наредно ќе биде јас да си ги земам овие што се малку. Овие ќе ги пратам на мајка ми, оти со жена ми немаат што да јадат кутрите. Како сака, синко? Прати ги. Внимавај да не ги загинеш по пат. По Павлета ќе ги пратиш? По него, по Павлета утре ќе си оди тој. Многу да го поздравиш од мене. Многу. Значи така, велиш, тате фалирал. Од кога го знаев и ти кажував дека тате саде зема, а мемеле чак пак ќе даде сетте парите и да го нема. Адно велеше, само пуста алчност. Дојде кај мене, рече, дај ми пари, двојно ќе ти ги вратам. Вудве, како двојно, тој моите не ми ги враќа, толку време се стори, ќе ми ги врати двојно. Затоа и го вика тате, умо. се збира, се зема, кај него да биде, кај татеца. Чекай бе, се не завезам умо кај ми е, така да... Ости за тоа, за ова бе детето, цело време сакам да те прашам, детето што беше тука... Кој е? Не го знам јас то дете го немам видео. Види да ти кажам јас, детето не е пијаница, малце е така, ама пијаница не е. Добре, ама па сега ти, и така, моја ме анализа со пијаници. Добре да немам ништо. Толку години доаѓаш тука, спиеш, сега па... Знам де Арна ти е, Арна ми е... Друго сакам да ти кажам, за детето да не му замера. Велиш, еве го бе кај доаѓа.
А, го знаеш ли? Ова дете, него знам, ова дете не доаѓало кај мене. Добро вечер, ја малку се забавив, има нешто... Да, се забави ти. Слушай, дете, парите ги зеде? Парите? Да, ги зедов. Де? Не ги зедов. Ги донесе? Не, чекай, сега ќе ти кажам, ги зедов, ама не ги зедов. Чорбаджијата ми ги даде, ама јас... Чекай, не можам да те разберам. Јас имам работа и вие... Да претеси го муаветот. Седни. Така, седни си, дете. Седни бе, синко. Ако треба нешто, јас сум тука, вие викнете. Ќе викнеме. Знај па бе каква ми е работата сега. Знам. Малку така. Ај, насамо. То? Ако треба нешто, јас сум тука. Добро, ќе ти викнеме се. Како ме велиш, ти даде да ги донесеш, ги зеде, а не ги донесеш. Што направи со парите? Ги загина, каде ти се пари? Не ги загинав. Чекай сега, се поред ќе ти кажам. Хајде кажи поред. Вака беше. Ги зедов јас парите од кај чорбаджијата. И си одам по патот и гледам едни дечишта. Дечишта едни мрсулаи, едни спокинати, едни никакви и зеле мачат една мачка. Мачка? Сака да ја отепаат. Шо и ја зедов тоа парите шо ги имав, им ги дадов, им ги фрлив на земја и тие си спотепаа по парите, алчни да земат тоа парите, ја оставија мачката, јас си ја зедов мачката и си ја носев. И одам сега јас и гледам по папутот една куќа. Во куќата една чорбаджика. И ми вели чорбаджиката, синко, ко Господ да те праќа, вели. Имам јас во куќата многу глупци, дај ми ја мачката, а јас ќе ја чувам, ќе ја ранам, се што треба, се ќе ја дадам. И ја дадов мачката и таа остана кај неа. Сега ми се иде да... Арно што си умре татко ти, побратимот мој. Сега пари немаш, а? Нем. А дома гладуваат. Тука ајде не и се друг пат. Слушај ме сега ваму. Јас ќе одам и ќе им дам пари од моите. Сетне кога ќе дојдам, ќе ти одбијам јас од твоите. Ме разбра? Ќе дадеш во две. Разбра? Те разбрам, те шо, па не мислев јас ништо лошо. Не мислеше ништо лошо, ама кога зел да те влепам. Мачката. Ајде оди. Меранџи, ела бе. Седни да се напијем. Ајде да си доправиме муавето. Ми ој муавето. Ајде бе, остави, не ми е до муавето. Ти... Полојна и појќе ден помина, до анот не ќе можам да стасам. Ватил некаде порој, та реката штом надошла, а морав да чекам да стивне, да не ме однесе. Сега ќе ме стемни да тргнам до анот. Најарно ќе биде јас да одам до старата напуштена куќа. Толкова години сум по патишта, разбойници уште не сум сретнал, арами и такви работи. Ајде да кинисам до старата куќа, напуштената.
I Pavle, туку подкрени се и под каменот од подглава земи ги парите на момчето Никодим. Момчето ме спаси. Разбуди се, Павле. Разбуди се. Парите на Никодим ти се под главата, да не останат таму. Земи ги, Павле, земи ги. Бре, што сон беше ова, бре? И јас како децата почнав да сонувам. Демек, под каменов имало пари, тука под главата кај што лежи. Што знам? Може и да има. Најерно ќе биде јас да проверам. Се што да проверам. Туку... Ај, ќе проверам колку да не речем сетнете него поткренав каменот. Ајде. Што чудо беше ова, бре? Еј, пусти Никодим. Ум нема, ама късмет има. Море, да си ги соберам јас овие пари, да си земам добичето и дим да ме нема од тука. Леле, се жолтици. Ама, Павле, ти криеш нешто. Има нешто што не сакаш да го кажеш, да не ограбил некого, а да не го погубил, а? Мајко, знаеш дека е секаков, ама дека е таков, не е таков. Тој да ограби некого. Па тој ако може душата на цел свет ке му ја даде, ама да земе од некого нешто, тоа не го прави. Так, знаеш? Знам дека е така. Вистина знам, ама еве вака да речем. Што? Ако заработил волку колку што заработил, и ако имал пари, зошто, кажи ми ти мене, Павле, зошто не се вратил со тебе? Зошто останал таму? Зошто никаква порака не испратил? Тоа не знам. Тоа си е негова работа. Само сакам да ги кажам, од лошо не е. Соарно е. Лошо не е? Не, лошо не е. Така. А за другото... Па кажи. Ајде кажи, чичко Павле, кажи. Другото, кога ќе дојде време, ќе ви кажам. Сега не можам да ви кажам. Кажи, Павле. Тој и не... Види, вака, не, друг пат. Вака, кога ќе одиш сега следниот пат, кога ќе одиш, напрегу ќе одиш? Ќе одам. Да му кажеш... Кажи му, рече, мајка ти многу е болна и сака да те види. Така. Белкија, ако му кажеш така, ќе дојде. Добро, јас наскоро ќе одам и ќе му кажам така. Дали ќе дојде или не, и тоа не можам да ви кажам, ама... Кога ќе дојде време... Кога ќе дојде време, ќе кажам. Папи го чекаш помчето, а? Голема мака си имаш со него. Право да ти кажам, си имам голема мака. А не можам да го оставам така. Големи другари, побратими со татко му бевме. Па што да ти кажам, самиот си видел кога си го земал наврат сега. Виновен ти рекол, побратими бевме, другари. Па ако е така,
тогаш ќе си тргаш. Како син ти е сега, така да знаеш. Добро бе, ќе си тргам, ама ете, се со маки се. Ево. Добар ден, нека ви е. Добар ден, синко. Ај, ќе си одам, ја седни си ти. Паки ти кажам, ако нешто треба, јас сум тука. Добро, оди ти, јас ќе те викнам ако треба, оди. Ајде. Синко, ајде, што направи сега? Чекај, сега ќе ти кажам. Тој чорбаджијата многу чуден бил. Зошто? Знаеш што направи? Ми извади едно кесе со пари, полно, цело богатство. И го стави, а на друго место стави 5 златници. И ми вели, земи кое сакаш. И јас му реков, ова што е многу не е мое. И не може да биде мое. И си ги зедов тие 5 златници, оти тие ми се заработени. Да. Улаво, дете, малечки алтанчиња бе. Тука богатство, пет, ама мали. Што дете си, зошто бре така направи бре, зошто бре не си го земал? Добро, ајде, тие си биле твои, тие си изел, ајде, колку се толку дај ги, да одам да се вратам, оти мајка ти е многу болно на умирање, рече да однесам што ќе однесам, ако треба и ти да си одиш, за да ја видиш. Не, јас не можам да се вратам. Па така му реков на чорбаджијата, 2 години ќе останам и толку ќе си биде. 2 години, па потем ќе си одам. А мајка да ја кажеш, нека држи душа, нека не умира, па кога ќе се вратам ќе ја видам. Бре дете, добро, ајде така нека, ајде дај ги ти алтанчињата да одам, да ги однесам. Што е пак сега? Не можем да ти ги дам. Како бре не можеш да ми ги дадеш? Па, чичко Павле, откој ги зедов јас, по патот видов една стара женичка, една бабичка, многу жална. И што? Целата парта ни немаше леп да јаде. И продаваше калинки, и јас си ги дадов златниците и зедов калинки. Да, алтанчињата за калинките? Да. Не може, жал ми беше се, шо направам? А зошто ти се калинките, бе? Знам, сега ќе ти кажам, че ги однесеш на мајка, нели е болна? Да. А калинките биле лековити. Че ги однесеш, може ќе оздрави од калинките. И кажи им таму, нека издржат уште малку, па кога ќе дојдам јас, сите пари ќе ги донесам и ќе се живееме убаво. Така да им кажа. Добро бре, дете, добро бре, туку... Ајде, ќе ги однесам калинките на мајка ти и знам јас што да правам. Туку да те прашам нешто бре, за она мачката. Павле, да не треба нешто? Не треба нешто. А со татета се виде? Остај таа работа, оди си таму. Добро, ајде. Шо сакало? Чекај ме полека. За мачката ме полека бре, мачката, сега ќе ти кажам, ти не знаеш колка е мачка, мислиш теле. Да, знаеш како ја чуваат, како, не знам, многу убаво. Немој сега и калинките да ме исплашат ко што ме исплаши мачката. Која мачка? Шо мачката? Добро, кога ќе си дојдеш дома, тогаш ќе ти кажам се. А сега толку. Добро. Мијанџи! Ај, после струва. Се виде со татет? Доста, остај го тате. Добро. Ајде, донеси нешто да подкасни момчево. Седне и за мене, што имаш, графче или што било? А што сакаш, момче, што? Што ќе речеш ти, што? Ајде, добро, ајде. Графче. Да. Кој му е тој тате? Царски стражари. Толкува години сум по патишта, уште царски стражари не ме сретнале. Овие на кај мене доаѓаат, а ништо лошо не сум направил. Нема белки да ме затворат. Стој!
и не мрдај. Стој, се стојам и не мрдам. Не прави се многу умен, туку стој! Ништо лошо не сум направил. Никој не рекол дека си направил лошо. Ти рече? Не реков. Хајде сега пред нас кај царот. Ама зошто? Таква е наредбата, ајде пред нас. Ајде. Ќе ми простиш, патничо, ти. Знаеш, моите стражари тоги така што те донесеа. Ама да не беа вие калинки, јас немаше да бидам жив. А честити царе, од кај знаеше дека кај мене има калинки? Ми види сега, јас си легнувам така и една бабичка ми иде на сон и ми вика, види, ќе помине таков и таков човек и ќе ти даде калинки. Тие калинки ќе те оздравят и ќе ти дадат век. Така ми вика. Бабичка, честити царе. Ами навистина овие калинки се од една бабичка. Ги купи едно момче, син на една жена, за да ми ги даде, да ги однесам како подарок, како бакшиш. Бакшиш. И насон ти се јавија, а мене мачка една ми се јави насон, тики, тоа е друга работа. Мачка? А видиш, бабичка насон. Бабичка насон, види, јас многу не те разбрах што кажуваш ти. Ама да ти кажам, види, за воа лек јас тебе ќе те наградам. Сполајти, значи. Да не беа вие калинки, јас од кога ќе си бех отиден на тоа свет. Ќе те наградам, едно кесе пари. Многу пари се вие. Ама со здраве да си трошиш. Така. Оти ти ми даде лек и останај жив. Сполајти, честити царе. Така. Овие пари јас ќе ги однесам на мајката од момчето што ги купи овие калинки од таа бабичка, за да можеш да оздравееш. Сега парите ќе ги однесам на мајка му како бакшиш наместо калинките. Види, не те разбирам пак, ама ако бакшиш да дадеш. Сполајти, честити царе. Да си ви жив и здрав. Ајде, с Богом, честити царе. С Богом. И така е, ко што ви реков. А вие сакате верувајте, сакате не верувајте. Ами, може би за трговија не го би дувало, ама на друго место късметот му работел. Па да ти кажам, Павли, и не е за верување работева. Вистина велиш, тоа со сонот, тоа со под каменот, со царот, вистина. Всичко Павле, вака сега да ти кажам нешто. Кога ќе отидеш пак таму, да му кажеш дека мајка, јали пак јас сме на умирање. Да Белким ќе се дојде, ама ова убаво се сети. Само болна ако кажеш, може нема да дојде на умирање ако кажеш, да се дојде детето. Зошто да се мачи при олкави пари, овакаво богатство што го имаме. А ние, уште утре ќе фатиме мајстори. Ќе направиме една убава, голема куќа. Зошто да се мачи детето кога ќе дојде да се зафаќа со такви работи? Убаво, ова сум го намислила, Павле. Кога ќе дојде и кога ќе види, на чудо ќе се најде. Кога ќе види што спечалил со добрината во душата што ја носи.
Али,